добијат алатка за мониторинг, за следење, да речеме, на јавните набавки. Корупцијата сметаме дека е многу расширена, затоа што не е само во јавните набавки корупција. Корупција во здравството, корупција во образованието, полагање на испити, запишување на факултети, завршување на факултети, вработувањата, партиските вработувања и така натаму. Ние како граѓани, младите како млади, вработените како вработени, институциите на системот, мислејќи, не знам, од општините, јавните претпријатија и сите јавни институции, затоа што во борбата против корупцијата, прво, треба да сме транспарентни, второ, треба да сме отчетни. Во глобала, на дел од овие теми, дел од младите кажуваат дека има корупција. Значи, телата кои што ги спроведуваат овие работи во факултетите има корупција, дека вработувањето добар дел оди со корупција или па тргување со влијание, партиски вработување и така натаму. Во дел да, а во голем дел не. За препознавање на корупцијата сепак треба едни пофатни обуки, да знаат, ако зборуваме за самите јавни набавки, да знаат да препознаат можности за корупција. Не можеме да збориме дека во секоја, ако има можност, не значи дека има корупција. Затоа што тоа е еден последователен процес, еден по друг, од планирањето на јавните набавки, па до завршувањето на јавните набавки. Добар дел од младите се информирани, ако не знаат, сите знаат добро да користат интернет, знаат да пребаруваат, знаат на YouTube, знаат на интернет да пребаруваат, можат да најдат информации ако сакат да пријават корупција. Проблемот е што самата корупција или можност или сумња на корупција, дека нешто се случува, а никој не пријавува. Многу ретко се осмелуваат или никако не се осмелуваат, затоа што не сум чул до сега за еден пријавен случај на корупција. Оти ако слушнеме, или тоа са поединечно, по еден-два случаи, негде можност, му побарале пари, не знам, за испит, сега збориме за младите, му побарале пари за вработување, тој ќе го каже после ќе даде пари да се вработи, јас на тај му дадов толку пари на тоа, ама тоа е се повеќе рекла казала затоа што нема трак и многу е тешок начинот за тоа да го докажеме. За да се докаже корупција, тоа треба на почетокот да има пријава, дека има можност за корупција и дека некој бара пари за да заврши некоја работа, па да се интервенира преку Министерството за внатрешни работи и така натаму последователно. Тоа е цела една процедура која што никој не се зафаќа денес да влегува во самата процедура. А младите многу тешко се вклучуваат. Имаме доста младински организации, контактирани се младинските организации. Еве минатата година јас не знам колку младински организации контактирав за да дојдат, али одзивот од младите да се запознаат со делот на корупцијата, за следењето, да добијат алатка за мониторинг, за следење, да речеме, на јавните набавки, одзивот од младите беше многу мал. Тука ги трошат парите, нешто ствараат и така натаму, затоа што сепак државата и законодавецот треба да најде начин на кој што може да контролира што, како, колку се троши и на кој начин се трошат јавните пари.